За комплетно ставање во функција на хидросистемот Злетовица и искористување на водата за пиење, наводнување и производство на струја, државата во наредниот период етапно ќе инвестира околу 40 милиони евра. Во тек е инвестиција од околу 6,5 милиони кои треба да обезбеди вода за пиење за 4 општини. Веќе се во тек градежните активности за зголемување на капацитетот на водоснабдување на Штип на 300 литри во секунда, проект кој треба да заврши во септември 2021 година, како и за обезбедување на проток од 40 литри на секунда на општина Карвенци, проект кој треба да заврши набрзо. Додека за општина Лозово и Свети Николе се започнати тендерските процедури и набрзо ќе се избере изведувач за работите. По водоснабдувањето наред се инвестиции во обезбедување на доволни количини вода и за наводнување. Во втората фаза на хидросистемот Злетовица треба да се обезбеди вода за наводнување на околу 3500 хектари земјоделско земјиште во општина Пробиштип, што сметаме дека ќе влијае позитивно на земјоделското производство. Овој проект е проценет на околу 26 милиони евра, средства кои ќе ги обезбедиме со поволен заем и за кои сме во преговори со Европската инвестициона банка. Со ова ќе се решат огромни проблеми за земјоделците од овој крај, каде водата за наводнување е секојдневен проблем. Во периодите на долготрајна суша тие повеќе нема да гледат во небото посакувајќи да заврне дожд. Со модерните хидросистеми како што е хидросистемот Злетовица, ќе можеме навистина да развиваме модерно земјоделство, да мислиме на развој, на зголемување на приносите, а не да мислиме дали има или нема вода. Хидросистемот Злетовица е еден од најголемите проекти во источниот регион, чија основна намена е да обезбеди доволни количини на вода за околу 100.000 жители од 6 општини од овој дел на државата. Во моментов вода од него користат само две – Пробиштип и Свети Николе.